Почитуван председателя, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Ова не е некој нов закон, затоа што точно пред една година од оваа собраниска говорница беше поднесен истиот текст на законот, со кој што бараме воведување на електронска нараквица за следење на сторителот на насилство, односно нараквица која ќе ја предупреди жртвата дека сторителот се приближува до одредено место во кое што таа се наоѓа. Пред една година овој предлог беше одбиен без никаква аргументација, а можеби ако го усвоевме тогаш, ќе значеше некое женско име помалца во црниот биланс, односно во билтените на Министерството за внатрешни работи. Предлогот е поднесен по скратена постапка и има единствена цел да обезбеди превенција од насилството врз жените, на кое што сведочевме изминатиот период, а кое што, за жал, во многу наврати заврши со ненадомесливи штетни последици. И овој закон нема никаква финансиска импликација, бидејќи во депото, кое што се наоѓа при Министерството за правда, има еден куп вакви електронски нараквици кои се наменати за системот за пробација и кои што може да се стават во функција и за превенција и спречување од насилство врз жените. Јас сакам да упатам една порака, да се исправи грешката која што се направи пред една година и пратениците да дадат поддршка на овој закон, затоа што спротивно ќе останат запаметени како соучесници во насилството врз жените, затоа што иако можеле, не направиле ништо да превенираат нови насилства. Ви благодарам.